Денеска православната црква ги празнува светиот Аверки рамноапостолен и преподобниот Лот. Светиот Аверки рамноапостолен. Во времето на царот Антонин, светиот Аверки бил епископ во градот Ерапол Фригиски. Во тој град имало голем број незнабожци, а светиот Аверки управувал со своето малубројно стадо, тагувајки заради големиот број незнабожци, идолопоклонци и молејки се умилно на Бога да ги обрати кон светлината на вистината. За време на едно помпезно идолско празнување, Аверки се разгневил со Божја ревност, влегол во идолскиот храм и ги испокршил сите идоли. Кога разлутените незнабожци сакале да го убијат, во тој момент кон Божиот човек притрчале 3 бесни момчиња, фрлајки пена и развикувајки. И Божиот човек ги избркал од нив демоните, а момчињата постанале здрави и мирни. Кога го виделе тоа незнабожците, својот гнев го претвориле во восхитување на Христовиот чудотворец и веднаш 500 од нив примиле крштевање. Малку по малку и целиот град Ерапол поверувал во Христа и се крстил. Началникот на областа Публи имал слепа мајка. Аверки со молитва и го повратил видот та поверувале во Христа и Публи неговата мајка и многу други луѓе. Во староста Аверки се прочули во Рим, каде што ја исцелил безумната царска ќерка. Неколку пати Господ Исус Христос му се јавувал на својот верен следбеник. Луѓе одблиску и оддалеку доаѓале кај него за чудотворна помош при неизлечливите маки. Демоните не само што му се плашеле, туку и по негова заповед му служеле. Според упатството на самиот Господ, го проповедал Евангелието и по Сирија и по Месопотамија. Во длабока старост се представил на својот љубен Господ во градот Ерапол кон крајот на вториот век. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец. Но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Васили Велики. Подобниот Лот. Голем египетски подвижник, современик на Арсени Велики и на Агатон, се подвизувал во манастир близу до едно езеро крај градот Арсиној и многу ги упатувал браќата на патот на спасението. Негов близок другар и советник му бил Ава Јосиф. Еднаш Лот му рекол на Јосиф: Аво, јас постам колку што можам, држам молитва и безмолвие, и размислувам и уште според силата се чувам од нечисти мисли. Што уште да направам? Тогаш старецот станал, ги кренел рацете кон небото и 10 негови прсти засветлиле како 10 запалени свеќи, па му одговорил на Лот: Ако го сакаш тоа, биди сиот оган.
откако му угодил на Бога и откако упатил многумина на патот на спасението, светиот Лот се упокоил мирно во 5 век. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појушти ја ти. Расприсяже Христе Боже, смертию смерть поправи. Един си святија Тројци, спрославјаеми Отцу и Святому Духу. Спаси Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман. Te